И ајде го погледат. Респект, ни едно ни две. Ни едно ни две. Респект. Секој тако се по €1. Стигна гуакамолето прво. Во ова ставив чоколада, орео и бисков куки. Fun fact, има вземено парфем што е 120 мл, а не 100. The first 25 years. Бум! И добре дојдовте во последниот влог од серијалот од Валенсија или Шпанија. Доколку ги немате гледано претходните видеа, прворете погледнете ги нив. Овој ден ни е последниот ден во Валенсија и после овој ден се враќаме назад. Така да овој ден е наменет за Валенсија, за да уживаме во Валенсија, да не се замараме многу, да јадеме такоси. Уживајте во последниот ден Валенсија и патот до дома. Бум, пристигнавме во еден мол, тука паркиравме и сега одиме во другиот објект преку улица да пиеме кафе. Горе има руфтоп, интерес. Така да ви се обуваме кога ќе стигнеме. Бум! Овака се вика кафичето ако ве интересира. Овака изгледа терасата. И ајде го погледат. Директоре, што викаш за кафичето што сум ти го нашол? Бомба, а? Перверзија, немам коментар. Лудило. Ме изненади 90+. 900+, баш. Само што изгледа кафе нема тука, а или? Па ќе најдеме нешто. А инаку ми излезе TikTok, буквално са бајлево, пред да го напуштиме хотелот со кафичов и така го најдавме. И денеска и многу е топло. Загушливо е прилично, така да можеме ако овде да утепаме време. Коментари за нашиот престој во Валенсија. Поминавме прекрасно, мештот беше одличен, храната одлична, поглед на цени се нормални цените, не се ни скапи, не се ни нешто претерано ефтини. Ама од поглед на климата, одлично. Цела недела во смештајот, односно во собата во хотелот, немавме пуштено клима. Толку беше пријатно за спиење навечер што не знам кога последно така сум се осетил вака на сред јуни. Поглед на плажите, водата прилично пријатна, плажите се сите песочни, прилично чисти. Од поглед на луѓето не зборуваат англиски, као некојаш вика дека зборуваат малку, ама воопшто ништо не ве разбираат што сакате да им кажете или да ги прашате. Ама не е страшно, као многу се фини, многу убава култура имаат, многу се мирни, сообраќајат исто така, многу се лабави, нема многу притисок во возењето. Не е искрено, не е напето тоа, као што може да биде, пример во Скопје или некаде. Има многу регионални патишта со што немавме потреба да користиме автопати воопшто. Многу субави, средени, со по 4-5 ленти, ограниченост е 120, значи буквално не се регионални патишта, убаво организирани и средени. По поглед на паркингот, во споредба со, например, ако ги гледавте видеата, не знам дали имам коментирано за цените кога бевме Фиренца, ако ги гледавте тие видеа, многу поскапо плаќавме паркинг отколку тука. Тука повеќе од €1,5 на час за гаража немаме платено. Во многу молови гаражи се првите 2-3 сати бесплатни исто така. И си поминувавме, и уште си поминуваме, и си поминавме прекрасно. Значи, презадоволни сме. Дали би дошле пак? Да. Дали баш тука пак? Може би. Шпанија сигурно. Следно, најверојатно Мадрид. Тука, погледнете го погледот колку е прекрасен. Тоа се музеите доле каде што бевме со велосипедите. Одлучивме да не одиме на никој од музеите затоа што во аквариум веќе сме биле и другите не беа нешто така посебно интересни, многу гужви, не сакавме да губиме време внатре во затворено. Јас нарачав моментално Coca-Cola Zero затоа што многу симпатично изгледа шишенцето, флашката од стакло од Coca-Colата. Така да кога ќе дојде ќе ја видите.
Теди експериментира, проба да направи милкшейк. Ајде да видиме. Не милкшейк, ама мислим дека ќе ми го донесат ладно, а всушност треба само да си го направам. Сад, респект, ни едно ни две. Ни едно ни две. Респект. А инаку, погледнете Кока-колата. Колку секси изгледа. You're coming home with me. Да, you're coming home with me, значи шишево доаѓа со мене дома. Прекрасно. За Coca-Cola Lovers, 350 мл. Одиме прво да ја правиме без мраз. Искрено сакам и ја да ја пробам, дека е во шиша, ја стаклена. Може ли едно шичерче? Да, сакам. Многу е добро. Нели? Нема разлика за мене. А? Жал. I'm sorry to break it to you, нема разлика за мене. Не за разлика, него убава е Кока-колата ладна, добро сервирана во стакло. А види стварно колку е јако за да ставиш цвечен. Свише, да. Тоа мене ми се свиѓа. Дека е висок. Планираме преку авион да го земеме шишенцево и да го направиме како вазниче, да. Дека е прилично висок. Само не сме сигурни дали смееме стакло да пренесеме. Инаку видите, гледнете како се исплати Кока-колата. Страшно. Многу респект за Кока-колата. 10 од 10 Кока-кола, ја мислам, што имам правано. It was just two lovers sitting in a car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange sky, feeling super traditional, down the clever. Missed call from my mother, like where you at tonight? Got know all about it. I was all alone. Го шетаме малку молот и после одиме на центар да јадеме такоси. Секако секој мол мора да го посетиме Jack and Jones, така да респект. Паркиравме пак, класика на најдобриот паркинг, тука горе на плоштадот и сега одиме да јадеме такоси, ама овој пат многу јаки такоси, оригинално шпански. Не е тако Белфора. Да го најдеме ресторанот, тако Сарата и ви се јавуваме. Лично има гужвичка, ама убаво. Еве го, такао такос. Одиме внатре да фатиме некое местенце. Секој такос е по 1 евро. Зашто она Така да одиме да избереме. Бум! Нарачавме. Имаме сосчиња, 2, не знам какви се. И сега го тестираме некој Jarritos Lime. Одиме во слоумо да тестираме како прави камерата. Стигна гуакамолето прво. Дали е љута? Не. Ајде ја да пробам. Така. Колку е добро. Многу домашно. Ќе се вика таа над вемпер. Пау, стигна и такосите. А овие ги јадат. Тако Бел може да им се фатат на овие. И тука има теди кесадилја заролана. Ау. Овие се боли глава. Многу се лути. Уживајте сега во дегустацијата. Кесадилјата е добра. Да ја покажам. Кесадилјата е добра со бифтек. Имаме гуакамоле уште. Одиме поред. Значи имаме прво луто пилешко. Во сос. Волју сос. Изгоре. Не, многу е добро. Тоа е луто и пустар. О, колку е луто. Криминално луто е.
Ау, браво. Океј, следно имаме со лемп, што е овчо? Да. Со овчо месо. Мириса добро. Се јадат во 2 касаи. И пијачката е многу јака. Некоја си сода со... Лимета. Ау, лито колку е. Респект за мексиканците. Следно имаме со телешко. Тако си? Оу, лютото. Ти биди гладен. Ставаме лимета. Ми замина малку, ова е многу љуто. И имаме последното за дегустирање. Види какво е со кашкавал. Некој посебно пилешко со кашкавал и некој сос. Оу. Ако сте во Валенсија, обавезно во ТКО Такос да пробате такос. Многу добри цени, многу добар квалитет. Одиме да се донајадеме во Five Guys. После. Затоа што ни фали Five Guys. Одиме 99 cheesecake. Очекуваме, да, за имаме 1 евро големи cheesecake. очекувања. А не треба да имаме за 1 евро, ама... да видиме што ќе биде и тоа. Може Инаку би- Five Guys не смееме да го промашиме, така да мора да одиме барем помфритот. Помфритот, да, друго немаме пошто место. такосите не најадува. Беа Да. вкусни, многу беше убаво месото, квалитетно. Така да ако сте овде, препорачуваме. Да, дефинитивно. Се гледаме во Five Guys. Да, ќе почекаме тука да нарачаме. Поголем Five Guys е овој, ама надвор се девојките седнат. Бум! Класик. Мајонез. Кетчуп колку сакате. Овој пат зедовме и милкшейк. Така да, и напаѓачи. Напаѓачи се борам. Видиш се напаѓачи. Напаѓачи. Непријатели. Нама долго. Во ова ставив чоколада, орео и бисков куки. Ово милкшейкот е лудило. Не за чудо, ама фан факт, зашто не знам, многу луѓе мислам дека во Five Guys има многу убав милкшейк. Да. Не знам. Real nice. Добар ресторан. Одиме од кикириките. Класика. Помфритот. Кетчуп. Мајонез. Не знам за вас, ама ние одиме да уживаме. И стигнавме кај чизкейк. Чизкейк за 1 евро. А овие што се премиум се... Не знам што е премиум чизкейк. Комбинации, гледаш cookies and cream, лотус. Ама тоа е внатре во чизкейкот. Да? Зашто ти лотус секако може да си дадеш. А тоа значи дека чизкейкот е правен со нив. Редица има. Чекаме, а вие во следниот кадар ќе видите што сме нарачале. Да видиме. Со нутела и со M&M's. Така му иде? Да, некако се викаат окистос, Не. if I'm not wrong. Нешто така се викаат. Ајде да пробаме. Ајде. Ја само еден бајт, ама квалитетен. Се плашам дека не е my cup of tea. Ја мислам дека не е. Ама ти ќе кажеш. Теди дека не сака да бидат кисели. I'm real scared. Не, добро. Добро. Пројде? Како за крај, Прекрасно си поминавме како за крај.
Многу добро си поминавме, секоја препорака за Валенсија и за работите што ги посетивме и пробавме. Еве ви кадар еден да се поздравиме со Валенсија. Ама нема. Некој ги загубил слушалките. Мафтаме на Валенсија. Сега мораме колата да ја вратиме од кај што ја рентавме и мораме да ја наполниме со гориво. Затоа што ја зедовме полна. Така да не знам тоа дали ќе ви снимам, може да биде гужва. Во секој случај се гледаме на аеродром. Нема шанса со директорот точно 40 да наточи. Нема шанс. Одиме внатре да платиме. Не чека. Спремно е сега најаден. И поминавме проверките. Fun fact, имав земено парфем што е 120 мл, а не 100. Имав мансерата, не допре што е полицаецот и не може вика као ова ќе го фрлам. Ама за респект, Теди е тука. Поиш има живци да се расправа. Одма прича смисли. Свесни сте дека направив одма папи фейс? Ја реков стварно плаче Теди. Не е нормално. Не сте свесни колку е фейк Теди, не може да го опишем. Не. Да, ја реков тоа е некоја друга Теди. Одма им направи филм. Многу ни е битен парфемот овона. Да, и тој као прво рече као дадиме овде во продавниците да купиме пластично шишенце па да го прскаме во него као вона и после отиде да го праша као тој шеф што му е. Дали може као да поминат и му рече може као и не пушти ја. Така да GG. А инаку парфемот имаше помалку потрошене. Само таа вика као немаме како да го мериме за жал. Пораката што е на крај, никогаш не се откажувајте од прва кој ќе ви рече не. А мето што им рече одма, окей, земите го, нема врска. Пукни, фрли го в канта. Не, искрено респект да не беше Теди. Че се поздравивме за парфема. И сега сме прилично рано на аеродром, сам прилично. Поимаме сат, уште еден сат до летот. Добро, за некој пола сат треба да одиме на гейт, да. Така да одмараме малку, ама фан стори моравме да ви го кажеме. Што не можеш да опишеш за камерата? Теди уплашена како на испит. Не уплашена, него нервозна. Значи, чекаме редица за да влеземе да ни ги прегледаат картите. Таа сите што имаат ташничка, значи ташничка мала за телефон и за пасош. Вика, не може, вика, пикни внатре во ранец. Не може посебно, да. Само покажи го од ранец. Ранецот од Теди во прашање. А ја под мајца, ја имам пикната торбата друга. И Теди. Ова е мојата торба, значи, заедно со кесици. Ај се натоваривме, ама добро поминавме ние, не ни направи проблем. Не се понашаат како да се Turkish Airlines. Како да се Fly Emirates, а не Turkish Airlines. А не Ryanair. А не Ryanair, да. Ама all in all, good, тука сме. Се качуваме. All in all, thank God. Да. Сакаш да одиме во овој онамо? Ајде да видиме на кај лет. Ова Ленскови стоја некој, или исти? Да се сместиме и ви јавувам. Голем респект за човекот до мене. Ме виде дека пробам да правам кадри некој со камерата и ми рече дали сакаш да седиш на прозор, а инаку немавме седишта на прозор. Што немав јас. Така да сега ќе ви снимам нешто од прозор. The first 25 years of me and my wife, 25 of Anniversary. anniversary. Nice. My
You have two children Children. to go. But Grown up. by 23, 18. 18. Allora we go away. Best time. Bye. I get up and flew so far away and out of you. But 23 seems like me and you, cause I've been dreaming about you. Ooh, I've been wishing I was next to you. Ooh, I've been dreaming of us. Oh, I've been thinking this is not a need or a must. I've been dreaming of us. I know sometimes I make you feel insane. Sorry, that's just how I play this stupid game. I can't act like a child and disobey all that you want from me and that you say. I'm sorry, baby. Please, puppy. I'm trying to be ultra mega happy and show you my smile and send you my feelings. And fuck, it is so hard. Луѓи мои, ние пристигаме дома. Се надам дека уживавте во ова видео и во видеата од Шпанија, од Валенсија. Ако ги немате погледнато, пак ќе ви кажам, одите да ги погледнете сите. Вие го гледавте Мето, се надам дека уживавте, ставајте лайк, коментирајте и се гледаме во некое наредно видео. Чаос!